Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ве поздравувам во новото издание на емисијата Студентски парламент. Денеска во емисијата имаме гостинка, која е таа и зашто ќе зборуваме, ќе слушнете по музичката пауза, но ще да кажам дека тука ќе ви понудиме и други информации настрана од разговорот со нашата гостинка. Останете заедно со нас на 90,8 МГц. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Почитувани слушатели, како што кажавме, денеска во емисијата Студентски парламент имаме гостинка, заедно со нас и со вас професор доктор Сонја Чаламани, професорка на Техничкиот факултет во Битола. Професорке, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола. Ви благодарам за поканата, добре ве најдов.
Прв пат сте во програмата на Универзитетското радио, но она за што ќе зборувавме на Техничкиот факултет втора година се одржува. Имено ќе говориме за сајмот за математика, наука, технологија, инженерство и уметност Погон. Минатата година за прв пат се организираше тука, најде на голем одзив од учениците од основните училишта, од средните училишта, исто така и од студентите. И тогаш кажавме дека се надеваме дека ќе биде прераснат како настан, како традиционален, и еве се потврдува. Втора година поред Погон на Техничкиот факултет. Што е всушност Погон? Како што кажавте, нашите очекувања се исполнети, Погон прерасна во традиција. Значи, ова е втора година на одржување на Погон и оваа година Погон ќе биде осветлен од боите на Европската универзитетска алијанса Колорс и поддржан, се разбира, од нашиот УКЛО. Саемот ќе се одржи на 31 мај, поточно оваа сабота, во просториите на Студентскиот информативен центар, затоа што Техничкиот факултет им ги отвора ширум своите училници и амфитеатри на матурантите за полагање на задолжителните матурски испити, поточно на нашите идни студенти кои со нетрпение ќе ги очекуваме од октомври месец оваа година. Погон е активност која се вклопува во темата транзиција од училиште кон универзитет. Веќе кажав, вашата цел беше, а и вие сега тоа го потврдивте, нели, учениците од основните училишта и од средните училишта понатаму да можат полесно да се вклопат во она што значи универзитет, но пред се да ја разбудите можеби малку повеќе или да ги поттикнете малку повеќе да се занимаваат со математика, со физика, со природни науки, за кои што веројатно многумина сметаат дека се тешки науки и ретко се решаваат да се занимаваат со нив. Точно така, тоа беше и нашата цел, тоа е целта на Погон. Погон, како што кажав и рековте вие, е наменет за учениците од основно и средно образование, за студентите, за бизнис заедницата и се разбира за најмладите, децата од предшколска возраст. Како организатори, ние како Технички факултет и Сојузот на математичарите на Македонија сметаме дека ова е одличен начин кај младите луѓе да се зголеми и побуди интересот за математиката, физиката, природните и техничките науки. Исто така, изразуваме огромно задоволство што ќе им овозможиме на една група амбициозни и талентирани ученици да се надпреваруваат и да ги докажуваат своите математички и способности за природните науки. Рековме, поточно кажавте дека вашата цел е кај децата уште од најрана возраст да се развие таа љубов кон овие природни науки, кон математиката, кон физиката. Она што и минатата година се очекуваше и што го направија како оделенските наставници, така и наставниците во повисоките оделенија и од средните училишта, преку презентации, преку различни истражувања, нели зависно од возраста на децата, во нив да ги вклучат токму овие науки. Точно така, годинава саемот ќе се одржи во еден ден, во поскромно издание за разлика од минатата година. Но, како и минатата година, ќе имаме голем број на активности и содржини за сите возрасти. Повторно ќе имаме интересни игри и предизвици за најмладите, како и надпревар во брзо местење на Рубикова коцка. Ќе имаме интересни презентации и предавања од средношколци и од нашите студенти. Секако дека тука се и локалните компании од областа на информатичките технологии, како и веќе најинтересната награда летање со вистински авион.
Ке имаме тимски надпревар по математика и физика, надпревар во ученички проекти со интересни награди и секако, како што ветивме, за денот на бројот Пи, ке им одадеме признание на учениците од 4-то и 5-то одделение за постигнати посебни успеси на надпреварите по математика. Да не заборавиме дека и денот Пи прерасна во традиција на техничкиот факултет. Професор, ке рековте дека на денот на одржувањето на саемот Погон за учесниците во саемот ќе се организираат и надпревари по математика, презентации кои што тие ги имат подготвено. Прашањата или задачите по математика веќе се подготвени? Да, прашањата се подготвени. Имаме еден тим на професори и наставници од основните училишта. Јас сум задолжена за тој надпревар. Се спремно ги чекаме учениците да ги покажат своите знаења и да се забавуваат. Да се разбериме, ова е надпревар од забавен карактер. Не треба да се плашат. Никако. Ова го велам затоа што обично кога ќе се рече математика, не само кај децата, тука и кај возрастните, еве лично и кај мене кога ќе слушна М од математика, некако непријатно се чувствува, меѓутоа тоа е и вашата цел, да се разбие таа предрасуда дека математиката е нешто страшно, дека е нешто тешко. Напротив, низ вакви игри, низ забава може да се ослободат децата и навистина да ги покажат своите потенцијали. Значи, идејата и целта на овој саем, односно на подигањето на Погон, е да се промовира математиката и природните науки, да се покаже дека таа може да биде интересна и занимлива, да се направи достапна за сите, а воедно и да се негува, за да можат понатамо да студираат идните наши средношколци, како што кажав, основците, па и децата од предучилишна возраст, да се ослободат и да ги прифатат природните науки, математиката, физиката и техничките науки како своји, како блиски, бидејќи иднината на едно здраво општество се темели и на здрав образовен систем, а пред се на систем подкрепен со нови технологии, техники и следење на се она што е тренд во светот. Колку математиката ќе биде прифатена и разбрана од децата, пред се зависи од нивните наставници, како тие ќе ја доближат математиката до нив. Но од она што сега го кажувате, или кажавте дека во подготовката на тие задачи за надпреварите, кои што уште еднаш ќе кажеме се од забавен карактер, учествуваат токму тие, наставниците од основните училишта, од средните училишта, заедно со вас. Значи, се ова е една желба, ентузијазам, кој сепак треба да се поздрави, бидејќи ова е вон наставна активност, вон работна активност на сите наши наставници. Задачите се померка на нивните деца, соодветни за возраста што ќе биде, и јасно дека се од забавен карактер, повеќе се досетки, пребројување, набројување, некоја пресметка. Во тимот учествуваат деца од 6-то, 7-то и 8-то одделение, така да имаме задачи прилагодени за секоја возраст. Значи, задачите, да повторам, си ги избираат самите наставници. Јас сум само еден координатор кој ги прифаќа и ако треба некаде реагира. А средношколците? Средношколците ќе настапат со проекти и предавања и презентации. Значи, уште не сме организирале средношколски надпревар од забавен карактер. Се надевам идната година ќе го направиме и тоа. Значи, благодарност до професорката Наташа Димитровска, таа секогаш е спремна да го поддржи саемот, да испрати ученици и истите да ги
промовира на правилен начин, а воедно и да им укаже дека во Битола има еден добар технички факултет каде можат да го продолжат своето знаење и да ги искористат сите бенефити што ги нуди техничкиот факултет. Предавате математика на техничкиот факултет, ако не се лажам? Да, математика, и тоа ги предавам сите математики, математика 1, математика 2, математика 3, веројатност и статистика, теорија на одлучување, операциони истражувања, така да сум како еден класен раководител на една генерација од студенти и иако на почеток почнуваме малку, не многу фамилиарно да речам, пошто сепак математиката ни ја клава таа бариера уште поголема меѓу професор и студент, за на крај во повисоките години да сватат децата што значи математика и искрено поентираат со операциони истражувања и со теорија на одлучување, тогаш го даваат својот максимум и се благодарни на базичниот предмет математика што им овозможил да стигнат до 4-та година, да бидат абсолвенти и да дипломираат. Среќна сум што дел од овие абсолвенти ме канат на дипломски работи, да бидам член, па и ментор, што ова стана веќе пракса, а беше незамисливо предходните 10 години на технички факултет. Практично ми одговоривте на што сакав да ве прашам, колку студентите кога ќе дојдат во прва година се запознати со она што значи математиката, секако во некои повисоки форми, не од она што го учеле во средно образование, во средните училишта, и како завршуваат потоа кога ќе стигнат до 4-та година. Кажавте, започнуваме со некои базични работи, колку да се повтори, да се видат до кај се со нивните знања, па потоа да се надградуваат. Меѓутоа, како што кажав, ако се знае добро да се комуницира и да се стане достапен до студентите, резултатите се неизбежни. Да, навистина резултатите се неизбежни. Јас сум горда на моите генерации. Веќе од 2020 година сум професор и на другите предмети без математички предзнак, операциони истражување и теорија на одлучување, и веќе 4 генерации имам истуркано до крај и сме завршиле прекрасно. Сум била ментор на 2 студенти, значи сме нашле теми што ќе бидат блиски до инженерството, до индустрискиот менеджмент и поврзани со математиката. Значи без математика нема добар инженер. Сосема за крај, како вашите студенти, не само вашите, рековте веќе како класен раководител се чувствувате кога сте заедно со нив, туку и воопшто студентите од техничкиот факултет ќе бидат вклучени во погон, во она што го очекуваме на 31 мај. Значи ќе имаме вклучено студенти од повисоките години. Јас ќе ги вклучам и студентите од прва година, бидејќи им предавав и математика 1 и математика 2, и тие потполно имаат јасна слика сега на крај на месец мај, кога го завршуваме и вториот семестар, што значи математиката, колку е потребна. Искрено можам да се пофалам дека една група од 50 на студенти се редовни, не изостанале ниту еден час од почетокот од октомври месец, еве до крајот на месец мај. И тоа сум искрено многу задоволна, и јас лично тие студенти ги поканив да го почувствуваат погон и ако можат нешто да помогнат. Помош ќе ни бидат асистентите што се вработени на технички факултет, демонстраторите и мислам дека некои волонтери колорској ќе ги донесе. Токму така, ќе го завршиме разговорот со уште едно подсетување дека и оваа година Сајмот за математика, наука, технологија, инженерство и уметност Погон од Техничкиот факултет се реализира под капата на Европската универзитетска алијанса Колорс, каде што члени Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, што секако му дава
дополнително значење на целиот настан. Да, значи тој се организира под покровителство на Колорс и да не го заборавиме нашиот УКЛО. Идејата мислам дека веќе е реализирана. Сакам на крај да потенцирам дека зад ваквата идеја за реализацијата на погон и започнувањето на овој саем, најзаслужна е мојата колешка, професорката по математика, доктор Елена Котевска на Технички факултет Битола, на која бескрајно сум благодарна што не поттикна сите на Технички факултет да го прифатиме ова како наше секојдневие и реалност. Ја поздравуваме и ние, екипата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Професор, ке посакуваме успешен настан, да помине се онака како што сте испланирале, а верувам дека математички се сте испланирали, дека се ке се одива како што треба. Ви благодарам за разговорот. Рековме, ова е ваше прво гостување во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, но секако нема да биде и последна. Ви благодарам и на вас и се надевам дека почесто ќе се слушаме и гледаме. Се уште ме гали твојот сонот глас, се уште ми фали тој допир што ми буди страст. Биеше во тебе врела шпанска крв, тие невинни усни, јас ги пробав прв. И кога и да слушнам ритам, тој мене ке ме подсети. И срцево ми игра твоја страст што мо сети. Ова лето криво е, што не можам да заспијам, кога знам јас дека нема да те видам. Само тага ми остави едно седе со латино, да ми стопли душа штом го слушам. Јас по 100 пати како спомен ми остави ти едно седе со латино, да ми стопли душа штом го слушам. Јас те сонувам, од тогаш сум сам и се молам секој ден, барем еднаш да ми шепнеш Yo te quiero, mi amor. бев роб на тоа тело што краде воздишки, од сон ме будат уште твоите страстни чекори. И кога и да слушнам ритам, тој мене ке ме подсети. И срцево ми игра твоја страст што осети. Ова лето криво е, што не можам да заспијам, тоа знам јас дека нема да те видам. Само тага ми остави и едно седе со латино, да ми стопли душа штом го слушам. Јас по 100 пати како спомен ми остави ти едно седе со латино, да ми стопли душа штом го слушам. Јас те сонувам. И да слушнам ритам, тој мене ке ме подсети. Срцево ми игра твоја страст што мо сети. Ова лето криво е, што не можам да заспијам, тога знам јас дека нема да те видам. Само тага ми остави и едно седе со латино, да ми стопли душа штом го слушам. Јас по 100
врати, како спомен ми остави едно седе со латино. Да ми стопли душа, штом го слушам, јас те сонувам. Во денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола ја донесуваме и информацијата, односно подсетуваме дека Центарот за кариера, алумни до животно учење на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, како дел од Европската алијанса на универзитети Колорс и општина Битола, како асоциран партнер, трета година поред ја реализираат заедничката програма Универзитетска летна пракса за зајакнување на капацитетите на студентите на УКЛО преку практикантска работа, збогатување на нивните практични вештини и стекнување искуство во реалниот сектор. Со програмата ќе бидат опфатени 40 студенти кои практикантската работа ќе изведуваат во месеците јули, август и септември во одделенијата на општина Битола и во битолските јавни предпријатија. Секој од избраните студенти ќе има можност да изведува практикантска работа во период од 1 месец, зашто ќе добие месечен нето надомест во висина од 10.000 денари обезбедени од општина Битола. Новина е што оваа година за прв пат се организира и летна платена пракса, универзитетска пракса секако, како заедничка активност на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и општина Прилеп. Оваа година ќе има место за 5 студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, кои се родом од општина Прилеп, и за овие студенти е обезбеден месечен нето надомест во висина од 10.000 денари обезбедени од општина Прилеп. Заинтересираните студенти и за реализацијата на универзитетската летна пракса во општина Битола и во општина Прилеп треба да бидат редовни студенти, да имаат заверено летен семестар и да бидат исполнителни и одговорни. Секој заинтересиран студент треба да ги достави следните документи: CV, Европас формат, писмо за интерес, односно мотивацијско писмо, потврда од факултетот за запишан летен семестар, изјава своеречно подпишана дека ќе ги почитува правилата кои важат во институцијата и дека ќе се однесуваат совесно и одговорно. Рокот за доставување на потребните документи е 30 мај 2025 година. Значи, побрзајте, пријавете се и станете дел од универзитетската летна пракса. Повеќе информации можете да добиете на објавите кои што се поставени на веб страницата на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, uklo.edu.mk, а исто така и на социјалните медиуми на универзитетот и единиците на универзитетот, како и на веб страниците на општина Битола и на општина Прилеп. Време за плачење, колку жешко може дај, се топев пред тебе ко да сум ја шеке, на тоа ќе остане. Времето си лета, кога помина, лето е среќа, се смеам на глас, секој пат кога на тебе јас ќе помислам и знам, нема никој како нас, знам дека ме мислиш, како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура
се од небо на земја, па каква дилема. Нема назад враќање. Пато сега лесен е, те гледам за себе, ти светиш ко мене. Еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина. Лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас помно мислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти стоти пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се стремам. И без див ја сторам секогаш кога од тебе одам. Но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. Разделба на усните почива. Љубов во срце мир не дава. Љубовта треба да победи. Светлина од гради да излези. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Тука го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Светковски, ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио, магистер Сонја Тантарова Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Твоите бакнежи најсладки, мои се копнежи најгорки. Љубовта треба да победи. Светлина од гради да излези. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов дај. Не престанувај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Укло ФМ Битола, мај 2025 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола.
член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk